После го ја слушниме, за вкусовите не се зборува. Како веко цело време само за вкусови зборуваме. Сакам ова, неќам она. Леле, тој направи така и многу беше глупо. Селјак. Ма не разговарам со него, тој нема вкус. Ако за вкусовите не се зборува, а тој нема вкус, значи со него најмногу треба да правиш муабет. Влег биш во Макдоналдс. Добар ден, повелете, продавачкава. Што сакате? Погоди. Пошто за вкусовите не се зборува. Па не знам, веројатно Биг Мек, ау не. Како да не, то ми звучи ко курот стар црнец. Биг Мек. Не. Мислиш, тоа е мојот вкус? Неќам ни мал тост. Тоа ми е ко курот стар белец. Мал Мек Microsoft. Не. Добро, помфрит сакате? Ма не разговарам за вкусови. И таа ќе претерат за инаец со солта, ти не можеш да се буниш пошо за вкусовите, не се зборува. Сакам да ги тужам оние од Кока-Кола. Значи, колку се безобразни луѓе. Значи, од секое шише позади на етикета на имет напишано шо све содржи пијачкава. Хело, за вкусовите не се зборува. Си оиш во високото општество и пиете чај кај кралицата. И идат батлеров и цело време те тестират дали ќе прозбориш за вкусови. Сакате уште малку шеќер? Малце млекце. И ти пробвиш и се забораваш. Оле, извинете. Бе бенди свит? Треба си буда за да кажеш дал те бенди свит, а да не правиш муабет за вкусови. Тоа е отприлика така мистично, неглиже, како наслов на книга од Пауло Коелјо. Седев покрај реката Педра и плачев. Пред тоа бев на чај кај кралицата. Пред тоа ми понудија Биг Мек. Се осеќам одвратно. Или во блага поетска форма. Незадоволен потрошувач. Јадев сендвич, гладен сум. Пиев чаја, жеден сум. Заљубен не сум. Се осеќам празно, валјда не е заразно.